добро, горе-доле планот го знаете. Акцентот ќе биде повеќе на пријателки надпревари. Сега оваа недела не имаат се со вие што ни се како некој вид на Б репрезентација. Ќе видиме од нив кој може да ни заврши работа, кој може да се наметне, кој ќе ни се придружи на тие завршни подготовки во Словенија. Има 4 утакмици да ме увера дека можат, дека имаат квалитет да бидат членови на таа репрезентација. Сега може малку звучи грубо А и Б репрезентација, но секој пат со мене така ќе биде, што мора да се знае да се категоризират самите играчи. Сами знаете дека имаме проблеми, дека имаат мала минутажа во клубовите, има 4 надпревари. Не можам да гарантирам дека ќе се подели минутажата, но сепак мора да бидат и они реални дека ќе мора новечните надпревари навистина да ме уверат дека заслужуваат место на европското првенство. Па мене секој пат ме интересира тој прв надпревар со Украина. Битно е да се победи тој надпревар. После би било малку полесно и за некои прогнози и да видиме што ќе бавнем акцент тогаш. И кога знаеме резултатот од Чешка Австрија. Значи целта е да се влезе во тој втор круг. Знам дека е тешка. Групата така како што кажате можеби не е атрактивна, но сепак можеме да видиме колку ни значи на прво место во групата и надпреварите со Исланд колку сега ни значат. Дека сме во група пак со репутации кои можеме да кажеме дека треба да ги добиеме, подобри сме од нив. Иако имаме горе-доле проблеми со одредени играчи кои не играат во своите клубови, но сепак мислам дека имаме квалитет, имаме потенцијал. Можеби ќе проработи малку на нашето дека треба да играат во своите клубови, треба да се наметнат, треба да ги демонтираат тренерите дека не им даваат доволно минутажа. Значи правиме на паралела се меѓу она што треба да го дадат на европското првенство, за да ги демонтираат самите тренери во своите клубови. Ова европско првенство може да ни донесе и многу позитивни работи. Очекувам дека најпосле ќе блесне некои од овие млади играчи. Не викам дека ова е последна шанса, но јас искрено се надевам дека редно време да исплива некој на површина. Селекторе, имавте шанса да ги видите младите играчи претходно сите на увид прв пат заедно по долго време. Која е сликата ваша за оваа репрезентација млада и колку од нив може да очекуваме играчи да се најдат на финалниот список, да не бидат само за пополнување бројка, нешто што беше случај претходно? Најповеќе ќе зависи од нив. Јас сум спремен да вложувам во нив, јас сум спремен да ризикувам. Јас сакам да офрлувам млади играчи, но ако они за овие 4 утакмици мене ми докажат дека не можат, не сакаат, не знам. Јас не можам некого со сила да натерам. Најтешко да разбудиш некого што се преправа дека да спие, така, ако некој се преправа дека спие, како ќе го разбудиме? Ние ќе се обидеме да им даеме шанса. Значи јас сум отворен, јас сум спремен да ризикувам. Ако видам дека кај има желба, има квалитет, он сака, значи јас сум тука да му ја дам шансата на терен и на тоа европско првенство. Но сепак и тие што ќе ги одберам, мене не ми е да они учествуваат на тоа европско првенство. Мене ми е на тоа европско првенство они да играат и да дадат значителен допринос.